Лавот оди во војна. Еднаш одамна си живееше еден многу мудар лав. Тој со сите животни рамноправно и праведно владееше во џунглата. Еден ден, орелот летајќи низ џунглата ги слушна папагалите кои зборуваат дека крдо диви бафала се подготвуваат да ја нападнат џунглата, а ги предводи еден друг лав. Орелот веднаш појде кај лавот и му раскажа што слушнал. Лавот му рече да не се грижи толку многу, бидејќи тој ќе смисли нешто. Ги свика сите животни од џунглата и им рече да се подготват за војна и да бидат во состојба да почнат да се борат во секој момент. Лавот ги замоли сите големи животни да ја бранат џунглата и да се борат затоа што се здрави и силни. На орелот му нареди да ја надгледува џунглата и да го извести за се што се случува. Ги замоли коњите, мајмуните и птиците да внимаваат на се што ќе слушнат и што ќе видат, да бидат гласници. Мудриот лав за сите животни имаше по некоја задача, освен за зајакот и за магарето. Тие чекаа да добијат некоја задача, но никој не им обрнуваше внимание. Малку по малку, другите животни почнаа да им се подсмеваат. Тие им зборуваа на зајакот и на магарето дека се бесполезни, дека не ги бива за ништо. Одеднаш, лавот силно рикна и им рече на сите да престанат да се смеат и да им се подбиваат на магарето и на зајакот. Тој му рече на магарето дека поради неговиот силен глас ќе биде задолжено за повикување на војската. Лавот рече дека зајакот трча брзо. Поради тоа, би можел многу брзо да ги носи пораките од кралот до другите животни. Тој на сите животни им објасни дека сите се еднакво важни. Кога слушнаа што рече кралот, сите животни се засрамија. Најпосле, лавот ги поведе своите животни во војна и извојува победа. Сите се бореа храбро. Секој мора да биде почитуван, затоа што секој е посебен и има сопствена вредност.